е за Дневник на К1 телевизија. Денес православните христијани го прославуваат Бадник ден пред Божик. Над 7000 дечиња беа дел од бадниковите поворки во повеќе градови низ Македонија. Вчера вечер по традиција гореа коледарските огнови. За ова и многу повеќе веднаш по кратките најави, останете со нас. Православните христијански верници во Македонија денеска го слават Бадник, ден пред големиот празник Рождество Христово Божик. Денеска низ улиците на сите градови во земјава се одржаа бадникови поворки, со учество на дечиња кои со песна го најавија Христовото раѓање. Одлука за изработка на студија за утврдување на загадувачите во Кавадарци изгласаа советниците во Советот на општина Кавадарци. По традиција, коледарските огнови гореа низ Велешките мала. Пламенот го символизира Христовото раѓање, па со песна, постна трпеза и топла ракија се празнуваше мирот, сплотеноста и радоста пред Божик. Камерата на К1 телевизија беше на еден од коледарските огнови кај Црна џамија. Се запалија коледарските огнови. Во Велес ова е вековна традиција. Секое мало си има свое место каде се прави коледето. Огнот на едно место ги собра и мало и старо. Во минатото најчесто само мажи, но денеска се почесто на коледа има и жени. А детите на секаде се исти. Камерата на К1 телевизија на еден од коледарските огнови кај Црна џамија. Тука се дели и лепче со париче. Да се собираме секоја година, да ни се множи малото, како што имаме вака дечиња, да се зголемува тука комшилуков со дечиња и да дава Господ здравје, среќа, успех и сите да се собираме секоја година, како што се собираме уназад повеќе години. Значи ова е традиција што продолжува, што ја имаме со децении навакај, ја правеле нашите дедовци, нашите татковци, ние ја продолжуваме. Коледарските песни се редеа една по една, а ги има многу. Покрај огнот и постната трпеза, велешани до раните утрински часови и овој пат бадникуваат или со бдеење, беа во исчекување на радосната вест за Рождеството Христово. Палењето на коледарските огнови е пагански обичај. МПЦ со став. Местото на празнување е во црквата, а не покрај огновите кои горат до раните утрински часови, кога бадникарите заминаа дома, а нив ги заменија децата коледарчиња, кои пеејќи песни по домовите, го најавуваа Христовото раѓање. На прагот на прославата на раѓањето на Исус Христос, втора година поред во Велес се одржува бадникова поворка. Весело и распеано беше изутринава во црквата Свети Кирил и Методи во Велес. Таму беше збирното место на дечињата кои годинава беа дел од бадниковата поворка. Тие пеејќи ја песната Вечниот Бог го најавија Христовото раѓање. Колешката Валентина Михаловска во Дневникот во 12:30 часот разговараше со отец Драги Гаштарски. Да погледнеме делот нивниот разговор. Со благослов на повардарскиот митрополит Агат Ангел се одржа втората бадникова поворка овде во градот Велес. Оно што можам да го кажам е дека повеќе од 300 ученици од основните училишта во Велес учествуваа во оваа бадникова поворка. Тие тргнаа од црквата Свети Кирил и Методи, продефилираа низ улиците на градот и се вратија овде во оваа црква, а попат ја пееа песната Вечниот Бог. За она што ова значи за православните христијани и која е пораката од Повардарската епархија, во овие вести разговарам со отец Драги Гаштарски. Оче, колку сте задоволни од одзивот на учениците оваа година и која е пораката што сакате да ја испратите? Слава му на Бога. Ако се надевавме на 300, нас ни дојде околу 500 дечиња и сме презадоволни, значи од нивниот одзив и од децата како такви презадоволни сме, и од родителите, и од
бабите, од дедовците кои што ете ги пуштија своите дечења и се надеваме дека сето тоа ќе прерасне во една традиција која што ете ако досега некако дечињата сето тоа го правеаше на некој си малски начин, ајде со пеење на песна која што буквално нема никаква смисла за Христовото раѓање. Еве веќе вака соборно, значи од сите страни не се собраа дечиња, ни дојде од целиот наш град. Велес се упативме, го прошетавме речиси целиот град, огласувајќи ја радосната вест за утрешното чествување на празникот Рождеството Христово, односно најавивме насекаде дека ете Христос утре ќе се роди, како таков, и во тоа е големината и во тоа е убавината. Да ги видиш дечињата кои што се символ на ангелите небесни, и јас не би додадал ништо повеќе освен онаа кој што самите ангели го пееле на денот пред раѓањето или на денот на раѓањето на Господ Исус Христос, тоа е слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето, добра волја да има. Тоа е и онаа кој што ете децата го пренесоа и се надеваме дека ете Господ ќе ги услиша нашите молитви, ќе ја побуди, ќе ја пробуди свеста во секој еден наш православен христијанин, па во секој еден човек, и ќе осознаеме дека љубовта е таа која што навистина треба да не сплотува, дека разидувањето и разделбите никогаш не ни се полезни ниту на нас, ниту на некого друг, освен одат во прилог и во полза на некој кој што не треба. Ви благодарам за гостувањето во овие вести. Студио, само уште да напоменам дека на сето ова предходеше света Златоустава литургија со која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Агат Ангел. Инаку веднаш по таа литургија на сите учесници во Бадниковата поворка им беа доделени новогодишни пакетчиња. Од Велес се селиме во Кавадарци и таму се одржа Бадникова поворка во која учество зема околу 150 дечиња. За тоа што се случуваше таму во дневникот во 12 часот и 30 минути известуваше нашата дописничка од Кавадарци Мартина Митков. Да ги слушнеме изјавите во продолжение. За прв пат во Кавадарци се одржа Бадникова поворка. Во оваа поворка учествуваа над 150 деца од сите основни училишта од Кавадарци на возраст од 6 до 11 години. Тие продефилираа низ градските улици, започнувајќи од црквата Света Петка и завршувајќи овде на плоштадот во Кавадарци, каде што беа пречекани од страна на градоначалникот Митко Јанчев. За таа цел предлагам овде да ги погледнеме изјавите на градоначалникот и свештениците. Мене ми е пред се мило што дечињата стварно учествуваат тука и мислам дека ова како традиција треба да се продолжи, секој бадник да може децата да се земат учество со нивните родители и општината да биде на некој начин инволвирана во овој Бадников предбожичен празник. Ова е прв пат во град Кавадарци, ќе остане како традиција секоја година на празникот Бадник ќе се организира од тргнување од црквата Света Петка до општина Кавадарци, каде што ги пречекува градоначалникот. Самата поворка, самото одење на децата и пеењето на коледарската византиска песна Вечниот Бог се раѓа, ја објавуваат се символ на ангелите кои што го објавиле раѓањето Христово. Многу мило и радосен, поносен сум што еве и ние во градот Кавадарци воведовме нешто ново во кое што ќе се потрудиме оние стари обичаи или огнови и така натаму вулгарни песни на пеења пред Бадник, односно пред Божич, да ги искорениме. Со оваа поворка се зачувува православната традиција која е белег на нашата култура и идентитет. Децата коледарчиња кои продефилираа низ градските улици со различни реквизити го најавија Христовото раѓање. Овде предлагам да ги погледнеме нивните импресии. Ние се спремавме една недела. Која песна ја испеавте овде на плоштадот? Вечниот Бог. Тешко ли беше да се научи? Не, беше многу лесно да се научи оваа песна. Знаеш ли што символизира? Да. Што? За раѓањето на Исус Христос. Па ние се спремавме една недела, значи во четврток и денеска, па порано ја научивме. Денеска е Бадник, ден кога православните верници се собираат на Бадниковата трпеза и го дочекуваат Христовото раѓање. Традиционално на трпезата се наоѓа Бадниково лепче со париче за кое се верува дека на оно на кого ќе му се падне, ќе го прати среќа во текот на целата година.
А традицијата за подготовка на бадниковото лепче пред камерата на К1 телевизија ја раскажува тетка Марија Јорданова. Таа вели, бадник е највесел православен празник, празник кој го сплотува целото семејство. Брашно, квасец, сол, масло и вода. Ова е потребно за домакинките да го замесат бадниковото лепче. Тоа е неизоставен дел од бадниковата трпеза која вечерва се поставува во сите христијански домови. Традицијата за подготовка на бадниковото лепче и зелник пред камерата на К1 телевизија ја раскажува тетка Марија Јорданова. Уште многу како мала, како дете од едно 10 години, многу сакав да гледам мајка ми како работеше и редовно бев со неа кога ви работеше овие работи. Така да на многу мали години веќе знаев, на едно мои 14 години веќе сукав зелник и месев хлеб. Паричето кое се става во бадниковото лепче е знакот за среќа. Тој што ќе го пронајде во своето парче, се верува дека ќе има многу среќа во годината нова. Неголема среќа за домот и семејството. Тетка Марија вели, е паричето да се падне во парчето кое се дели за Господ. Према како што слушам и мојата свекарва и мојата мајка, сум ги слушала дека во делот од Господовото парче, ако ти падне, дека носи многу среќа. Оти Господ, нели ги создал и овие празници, нели? Точно сите така. веруваме во Господ и сите викаме. И зошто прво за Бога? Значи, го делиме лепчево и викаме половина за Бог и за куќата. Значи, Бог е врз куќата. Така го имам тоа слушано и така го пренесувам, го кажувам еви пред децата, да и он еден ден кој ќе ме нема, боа да го прават. Ноќ на мир, радост и сплотеност, како таква ја сметаат христијаните последната ноќ пред Божик. А колку се големи и значајни овие празници за верниците, доказ се онаа старата. Кај да си, за бадник и Божик, дома да си. Двеста дена во годината концентрацијата на PM10 частичките во Кавадарци е над дозволената граница. За таа цел ќе биде изработена студија за утврдување на загадувачите во овој град. Иако општината превзема низа мерки, сепак тоа не е доволно. Неопходно е да се знае од каде се загадува воздухот. Финансиската вредност на студијата изнесува околу 2 милиони денари. Одлука за изработка на студија за утврдување на загадувачите во Кавадарци изгласаа советниците во Советот на општина Кавадарци на собраниска седница. Всушност, одлуката е во форма на амандман во рамките на буџетот за следната година, кој го предложи советникот Никола Трендафилов, а го прифатија едногласно сите советници. Трендафилов нагласи дека 200 дена годишно концентрациите на PM10 частичките се над дозволеното, ако се имаат во предвид дозволените концентрации според Министерството за животна средина. Ние, реално, јас сега со медицинска терминологија би се изразил, потребно е да ја утврдиме точно диагнозата на нашиот воздух, значи кои се причинителите за загадувањето на кавадаречкиот воздух, како би можеле точно конкретно да превземеме мерки за намалување на загадувањето. И поддршката од ВМРО-ДПМН, разговаравме и со координаторот на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, кој исто така дава поддршка, така да мислам дека ќе направиме една добра работа. Иако општината превзема низа мерки за намалување на загадувањето, како што се машинско метење на улиците, посебни канти за пепел, мерни станици и најавените прочистувачи на воздухот низ детските градинки, сепак тоа не е доволно. Неопходно е да се знае кои се загадувачите за да се конкретизираат мерките. Според градоначалникот Јанчев, се прават напори студијата да биде изготвена во најбрз временски период. Со нашето заангажирање за почисто Кавадарци, кој ќе отпочне од јануари месец, ќе ги отстраниме оние видливи загадувачи во градот и видливото загадување, а она се што е невидливо и се што треба да се прави студија да се докаже од каде поттикнува и кој е загадувачот, ќе го направиме заедно со таа студија. Мислам дека таа студија е малку подолгорочна работа, треба да офати повеќе временски сегменти, како што значи зимо, лето, есен и пролет.
така да мислам дека ќе најдеме начин и средства како што е донесено во програмата да наредната година го спроведеме тоа. За оваа студија се неопходни околу 2 милиони динари, а во финансирањето би помогнале индустриските капацитети од кавадарци кои се потенцијални загадувачи на амбиенталниот воздух. Водостоите на Црна река кај Новаци и Сатеска кај Ботун се речиси тројно пониски од просекот за јануари. Нивото на Вардар кај Јагуновце е повеќе од двојно, а на Треска кај Македонски Брод речиси двојно пониско од вообичаеното. Според податоците на УХМР, поголем водостој од просечниот за јануари има Црн Дрим кај Ложани, Пчиња кај Катланово, Вардар кај Скопје и Демиркапија, а сите останати реки понизок. Нивоата на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро се во рамки на јануарскиот просек. Вестите од Македонија. Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи во вторник ќе биде во работна посета на Атина, при што ќе оствари средби со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас и заменик министерот за надворешни работи Јоргос Катругалос, соопштија од секретаријатот за европски прашања. Во рамки на посетата, вице-премиерот Османи ќе оствари одвоени средби со Никос Кодзијас, министер за надворешни работи на Република Грција, како и со заменик министерот за надворешни работи задолжен за европски прашања и меѓународни економски односи Јоргос Катругалос. На средбите ќе бидат отворени прашањата поврзани со европските интеграции на Република Македонија. Индексот на цените на угостителските услуги во декември 2017 во споредба со ноември 2017 е зголемен за 0,2%, објави Државниот завод за статистика. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групата храна за 0,2%. Индексот на цените на угостителските услуги во декември 2017 во однос на истиот месец од претходната година е зголемен за 0,9%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги во периодот јануари-декември 2017 во однос на истиот период од минатата година е зголемен за 0,8%, додека во однос на декември 2016 година е зголемен за 0,6%. Судар на 2 авиони на писта во Торонто се случи ноќеска, каде што патниците беа принудени да се евакуираат преку тобоганите за итни случаи. Од судирот избувнал мал пожар на крилото на едниот авион, што пожарникарите брзо го изгасиле. Авиокомпанијата WestJet соопшти дека во незиниот авион кој пристигнал од мексиканското одморалиште Канкун со 168 патници и стоел чекајки да приде на зградата на аеродромот, го удрил празен авион на компанијата Singwing, кого аеродромскиот трактор го влечел од зградата. WestJet соопшти дека пристигнатиот авион од Канкун, Мексико со 168 патници и екипа од 6 лица бил стациониран и чекал да оди кон портата кога го погодил авионот Singwing, кој се враќал од портата. Вестите од светот во продолжение. 125 милиони долари наменети за Агенција на Обединетите нации за помош на палестински бегалци замрзнаа Соединетите Американски држави, јавија американски медиуми, повикувајќи се на дипломатски извори. Тие наведоа дека финансиските средства што се третина од годишните давачки на САД за таа Агенција на Обединетите нации требало да бидат испорачани на 1 јануари, но се замрзнати, додека администрацијата на председателот Доналд Трамп не заврши ревизија за помошта на САД за палестинските власти. Трамп неодамна на Твитер напиша дека Вашингтон им дава на палестинците стотици милиони долари годишно и дека за тоа не добива ниту благодарност, ниту почитување. Околу 1000 луѓе ширум државата во различни акции убила американската полиција, се вели во извештајот на Вашингтон Пост. Според FBI, 46 полицајци се убиени во акции.
Податоците укажуваат дека полицијата од огнено оружје погодила 987 луѓе во минатата година, што е за 26% повеќе отколку во 2016, кога биле убиени 963 лица. Меѓу нив се околу 22% афроамериканци, иако тие се само 6% од популацијата во САД. Хиспаноамериканци се околу 18% убиени, додека меѓу убиените се околу 44% белци мажи. Еден од четворица убиени имал ментални пореметувања. И пред да ви се заблагодарам за вашето внимание, ве информираме за временската прогноза. Релативно топло и сончево време ни носат празнициве овие денови. Ке дува слаб ветер во југоисточните делови од земјата. По одделни котлини има услови за појава на слаба утринска магла. Температурата ќе се движи од 10 до 15 степени. Следува период на стабилно и суво време, претежно со слаб јужен ветер. Од недела ќе има умерена до значителна облачност, а по котлините, вклучувајќи ја и Скопската, ќе има појава на магла и ниска облачност, така што дневната температура во овие места ќе остане пониска. Од среда се очекуваат повремени локални врнежи од дожд. Тоа се за овој дневник. Имате пријатна Бадникова вечера, на оној на кого ќе му се падне паричето, среќа и берекет во 2018 година. Пријатно!